Новиот комплекс на банките во Скопје, што беше отворен неодамна, со својата локација и со своето архитектонско решение, му дава посебен белег на овој крај покрај Вардар. За ова дело зборува дипломираниот инженер-архитект Ѓоко Константиновски. Меѓу бројните квалитетни објекти што Скопје во последно време се здоби е и ново проектираниот банкарски комплекс составен од Службата за општествено книговодство, Народната банка и Југобанка. Автори на ова дело се младите скопски архитекти Радомир Лаловиќ и Олга Папеш. Објектот е лоциран во строгиот центар на градот, на улица Кочо Рацин, во непосредна близина на мостот на Револуцијата и реката Вардар, и од него се возможени прекрасни визури кон разбрануваната градска силуета, кон песажите на Водно, планината Шара и Скопска Црна Гора. Со новото урбанистичко решение е предвиден лесен и непречен пристап до партерот на објектот и паркинзите за моторни возила. Партерното решение изобилува со бројни архитектонски декоративни елементи, цветни алеи и бујно зеленило, што наскоро треба да биде реализирано. Архитектонско-просторната концепција на надворешните форми на објектот произлегуваат од содржината и функцијата на овој комплекс и се заснива на најсовремената архитектонска теорија и филозофија, што прв ја лансира големиот американски архитект Луи Кан. Трите одделни служби што влегуваат во состав на овој комплекс се изразени во сопствени просторни форми со една и иста концепција на решение, но со вонреден аналитичен и комбинаторски усет за нивна меѓусебна поставеност. Секоја од овие три служби е представена со базичен административно работен габарит, јадро на вертикални комуникации, шалтер сали, како и погони за од заеднички карактер. На последните два ката над административните габарити се сместени бифињата и салите за службени состаноци, кои исто така се изразени и нагласени во одделни архитектонски форми. Овие сали со својата местоположба го завземаат најубавиот дел од објектот, од каде се возможени прекрасни визури кон околниот амбиент. Трите административни габарити со височина од 7, 9 и 11 ката се допираат на едно заедничко вертикално комуникационо јадро од заеднички карактер, околу кое се сместени помошните простории. Ова централно јадро по потреба ги обединува трите одделни служби во една целина и едновремено овозможува лесен и непосреден меѓусебен контакт. Во избата, длабоко под нивото на теренот, се сместени сефовските служби и сефовите кои се решени на најсовремен начин од аспект на техничките и технолошки постигања од оваа област. На ова ниво се сместени бројни гаражи и паркинзи за службениците и странките. Вредно е во овој момент да се спомене дека во периодот кога требаше да се настапи во реализирањето на идеите за интериерното решение, избувна неоправдано несогласие помеѓу инвеститорот и проектантот заради непочитување на авторските идеи. Архитектот Радомир Лаловиќ со болно срце беше принуден да го напушти понатамошното реализирање на објектот заради тоталното неразбирање од страна на инвеститорот за интериерното решение, кое е всушност органски поврзано со архитектонско-просторното решение на објектот. Заради непочитување и самоволното однесување кон неговите идеи, се направени груби грешки во правилното користење на административните простории во високите габарити. Овие работни простории, чија површина е предвидена за 100% користење на работниот простор и кои се решени во слободна квадратна основа, со периферно поставен конструктивен систем, тотално ослободена од вертикалните комуникации, што се сместени во одделен габарит, се раздробени во ситни класични канцеларии, што го намалуваат работниот ефект на службениците. Од друга страна, негативниот ефект уште повеќе се зголемува со лавинското решение на ходниците, како и со големиот процент на неискористени површини фрлени во ходници и холови. Ниските габарити од приземе и кат, што се распоредени околу трите високи објекти, со своите пропорции ја надополнуваат вонено добро целосната просторна композиција на градежниот комплекс. Скулптурните форми, како на секундарните елементи на овој објект, така и на целосната негова просторна композиција, со нагласување на природната структура на основните градежни материјали
ја потенцираат творечката дарба на авторите, кои успешно ја обединиле иденцијата, конструкцијата, материјалот и функцијата во единствена целина. Архитектите Радомир Лаловиќ и Олга Папеш со кристалното архитектонско и конструктивно решение на банкарскиот комплекс, вдахновени со богата фантазија и уметнички квалитети, оставија длабока трага на современата македонска и југословенска архитектура.